Разликата меѓу сомелиер и енолог е, да речем, доста голема. Енолог е човек што го прави виното од почеток, значи од грозје до флаша, сите процеси ги опфаќа. Додека пак сомелиерот е тој што го продава виното и го спарува заедно со храна. Многу често се дешава тоа да многу луѓе да мислат дека сомелиер и енолог е исто, што уопште не е исто. Пред да почнам да читам јас што е, како е, зашто е, и мене ми беше као едно исто, ти текно експерт за вино. Да, ама на пример сомелиерот знае на пример што барува едно вино, значи лови ароми, боја гледа, значи он го пишува виното заедно со храна, како иде со храна, значи основна дејност е да го спари со храна заедно. Додека на нас енолозите ние имаме многу потешка работа од нивната. Значи ние треба од да го пратиш прво грозјето какво е, додека расте, значи текот на целата година. После тоа кога ќе ти стигне грозјето во винарија, да го мериш, да почнеш ферментација да пратиш, значи сите процеси да ги офати. Така, добро. Дали има разлика? Прочитав на едно место, вика, разликата помеѓу енолог и сомелиер е тоа што енологот е школуван, а сомелиерот не е. Завршил курс 3 дена и е експерт за вино. Винарство е процес, долг процес. Значи процес што тебе ти треба не само на 4 години или 5 години, ако земеш со магистар заедно и ти да речеш дека аз имам познавање во вино. Во винарство и од кога ќе дипломираш, од кога ќе завршиш све. Да. Требаат минимум 5 години активно работење во винарија. Ти тутре да можеш да кажеш дека познаваш колку толку одредени работи. Човекот доктор. Па види се, виното е уметност да го направиш. Да.